Почитувани, колешке, навистина многу ми е жал што на колегата не му одговоривте дали предавате македонски јазик или некој од службените јазици во Република Македонија. Јас би сакала да се задржам само на образованието, бидејќи ние блиска страна и мене и вас. Знаете зошто би сакала најмногу да се задржам? Колку и да бидеме ние овде, пратеници, утре ќе се вратиме помеѓу нашите колеги и треба да се вратиме со крената глава таму. Затоа јас ќе ве прашам. 3951% зголемување за регионални центри за стручно образование и обука во предлог буџетот, а Националната агенција одвојува најмногу средства, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, одвојува најмногу средства од вкупно 564 милиони во делот. Тие средства најмногу се издвојуваат во делот на средно стручно образование и обуки. Или овие средства пак ќе се делат на сомнителни проекти, само овој пат ќе тренираме најверојатно гуштери. Се пофаливте со градби, а 4 години не можете да го завршите факултетот Финки и факултетот за физичка култура. Таму исто така доста се кратат од финансиите. Јас ќе скратам, имав издвоено многу повеќе. Наменувате средства за проекти во основното образование со намалување од минус 60%, ама заем од 25 милиони долари од Свенска банка за реформи во образованието, каде сега би сакала да ве запознам, каде се предлагаат вториот странски јазик да биде изборен предмет за учениците од основните училишта. Па би сакала да ве потсетам на препораките на Советот на Европа за поддршка на плурилингвизмот, кој што преку заедничка европска референтна рамка за јазиците обврзува да се поттикне поголемо единство помеѓу членките на Европската Унија, преку изучување на минимум 2 странски јазици во основното образование, со цел олеснета комуникација и интеракција помеѓу говорителите на различни мајчини јазици. Ние препораките од Европска Унија одамна ги скокнуваме, а и овде, бидејќи препорака беше да немаме многу закони со скратена постапка, кај нас се оди се по скратена постапка. Следно, знаете, албанскиот јазик не е странски јазик во нашата држава, како што ниту францускиот, германскиот, италијанскиот, рускиот јазик не се втори јазик во нашата држава. Затоа, промашено вие, како што вие промашено се во вашето работење, поимот втор јазик и поимот втор странски јазик, каде што си припаѓаат сите странски јазици во Република Македонија. Дајте решение со кое ќе биде понуден како посебен наставен предмет за избор овој јазик. Од вас како професор, и тоа професор во билингвални француски паралелки, како што знам, очекував барем малку да бидете коректни во делот за образование и по-квалитетни исто така. И на крај ќе го цитирам големиот мислител Никола Димитров. Срамота е, луѓе, срамота е. Контрреплика пратеничката Лидија Тасевска.